крајот кон почетокот, дека е парламентот нелегитимен и дека овој состав на собранието е нелегитимно, е тврдење кое што и ние како политичка партија го имаме уште во моментот кога не ги признавме заради кражба изборите. Од тука тоа не е ново тврдење и мора да се има во предвид во целокупната перцепција. Нашето враќање во собранието беше од причина за да помогнеме за излез од политичката криза. Излез од политичката криза беше преку договор. Специјалното јавно обвинителство е договорен орган за надминување на политичката криза. И не можете да ги поистоветувате Социјалдемократскиот сојуз како политичка партија и специјалното јавно обвинителство кое како орган го избраа сите 4 политички партии присутни во овој парламент во ваква бројност која што е резултат на нелегитимни избори. Од тука сметаме дека за дневно-политичките спин потреби на ВМРО ДПМН злоупотребуваат или употребуваат вакви кованици. По однос на прашањето за некоординираност на текстот, воколку и постоеше интерес кај нив, овој текст беше предложен уште минатата недела, можеа да пристапат и да усогласуваме. Напоменувам, и тоа мислам дека во образложението на законот децидно беше кажано, станува збор за специјално обвинителство и за него се предвидени истите решенија кои што ги предвидува законот во кривична постапка за специјалното оделение за гонење на сторители на кривични дела од областа на организираниот криминал. Не постои разлика помеѓу тие обвинители. Значи, зборуваме за специјални делови од јавното обвинителство на Македонија и за организиран криминал и за прислушкуваните разговори, кои што треба да работат под истите законски решенија. Еден по еден, ајде да го довршиме циклусот па да излеземе од темата ако е можно. Поверете. Особено на првиот човек на обвинителството. Вашиот став, дали сте вие задоволни и дали сметате дека треба да се смени? Незадоволството на ВМРО ДПМН од работата на специјалниот јавен обвинител очигледно произлегува од тоа што тие има што да сокријат. И денеска кажавме и денеска напоменавме дека во случај да се искрени во своите декларативни заложби, а за тоа е дека прислушкувањето било вршено од странски служби, дека било вршено со жолти комбиња, дека прислушкувањето било под нечи чадор и дека е истото со цел да се наруши стабилноста на Република Македонија. Токму ВМРО ДПМН има интерес да поддржи вакви законски решенија за да во правна постапка се расчистат овие прашања. Очигледно е дека нивното одбивање значи страф и прикривање на вистината. Држте го крадецот е политичка синтагма под која што ВМРО ДПМН функционира на политичката сцена во Република Македонија долги години наназад. За нешто што самите ќе го сторат, обвинуваат дека некој друг го прави. Најлегитимна дилема која што треба да има македонската јавност и која што има е зошто ако се навистина чисти, зошто ако навистина стојат позади она што го тврдат, ВМРО ДПМН не поддржи една транспарентна правна постапка за да ова прашање се расчисти. Повелете друг? За изборните единици, бидејќи од ВМРО најавени кандидати имаат ставот и може да се реши проблемот, а од ДПА да обвинуваат вас и ВМРО и други дека вие имате и заеднички план за нецелосно да се решите проблемот само во 6-та изборна единица. Дали може да биде овој проблем, значи изборните единици, како причина за одлучат да се оствари да се продолжат изборите? Нашето чувство е дека ВМРО ДПМН и ДУИ намерно го држат отворено ова прашање со цел да се дефокусира јавноста од битните прашања и да се дефокусира од престојните избори. Индикативно е што досега владеачкото мнозинство нема понудено заедничко решение. Успеваат да најдат заеднички решенија за сите кадровски прашања кога се нивните интереси на дневен ред, ќе видите и за народниот правобранител денеска како ќе биде, успеваат да најдат заеднички јазик за секој тендер,
или да најдат заедничко решение за секој тендер во оваа држава што го делат на криминален начин, меѓутоа не успеваат да најдат решение за нешто што е очигледно. Во моментот кога ќе се појават со заедничко решение, мислам дека ова прашање ќе се затвори. Напоменувам дека ставот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија беше дека Република Македонија треба да е една изборна единица и ќе немавме ваков тип на проблеми. Господине Шевелов, очекувате ли на 12 да се распишат предвремените избори или е тој рок пофлексибилен? Уставниот рок е 60 до 45 дена, така што диапазонот е од 12 до 27 октомври. Она што навистина очекуваме е дека конечно ВМРО-ДПМН нема да наоѓа разни изговори за да избегне фер, слободни демократски избори. Во Република Македонија мора да има фер, слободни демократски избори. Наша желба, наше инсистирање е тие да бидат одржани на 11 декември. Дали со спинови ќе се обидат да ги одложат тие избори, навистина во моментот не можам да знам, бидејќи тоа е прашање на кое што они треба да одговорат. Една од големите контрадикторности со кои што владее ВМРО-ДПМН е едно да кажува и да прикажува во македонската јавност, друго е да биде фактичката вистина. Фактичката вистина е дека начинот на менаџирање на фондот за пензиско осигурување е тој кој што доведува до сериозна опасност за можен колапс на пензискиот систем во Република Македонија. Тоа е резултат очигледно на водење на многу погрешни економски политики. Тоа е резултат очигледно на тоа што немаме активни вработувања во Република Македонија, туку станува збор за вработувања кои што се претежно во државната администрација и кои што по дефолт не можат да генерираат или да продуцираат нови средства по кои што би имало прилив во фондот за пензиското осигурување. Социјалдемократскиот сојуз, новата влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз, после 11 декември, интензивно ќе работи на отварање на активни работни места кои што ќе продуцираат добро, автоматски ќе продуцираат и парични средства за прилив во пензискиот фонд, со што ќе се намали буџетската дупка или потребата од буџетското надополнување во пензискиот фонд од една страна, меѓутоа од друга страна ќе се дадеме кон посветено менаџирање со постојните средства во буџетот на фондот за пензиско инвалидско осигурување, затоа што има многу нелогичности во смисол на средства кои што би требало да бидат како прилив или кои што се влез во фондот за пензиско инвалидско осигурување од една страна и фактичката состојба од друга страна. Ако се параметрите точни, ние имаме поголем прилив, меѓутоа имаме поголема дупка во фондот за пензиско осигурување, што само укажува на фактот дека многу лошо се менаџира со паричните средства од овој фонд. Повелете. Заврши ли процесот на групирање на фондот, како беше напоменато, останува отворено тоа се уште и имате ли некој првичен договор со нив? Значи, после за вчерашниот конгрес на 20 конгрес на Социјалдемократскиот сојуз, широко се отворени вратите на Социјалдемократскиот сојуз за соработка со сите политички структури, граѓански заедници, меѓутоа и граѓани поединци, кои што го прифаќаат граѓанскиот концепт за изградба на една единствена Македонија. Ние го соопштивме нашиот план за Македонија, ние соопштивме кои се нашите приоритети. Нашите приоритети се дека основните потреби на граѓаните не може да бидат луксус, не може да биде луксус да можете да си ги платите сметките. Тоа е ваше основно право. Нашите приоритети се нашите граѓани да може конечно да најдат достоинствено работно место, да не зависат од политичките партии при вработувањето од една страна, меѓутоа и оние кои што веќе се во работен однос да може за својот ангажман да примат пристојни средства со цел да на крајот да може да имаат достоинствен живот. Република Македонија, незините граѓани заслужуваат многу повеќе од она што им го пружа оваа криминална власт. Значи, ние кажавме дека она што е постигнато како договор во момент и за жал
Тоа е максимумот кој што може да биде постигнат во овој момент, е доволно добро за да може да се спроведат колку толку избори кои што ќе бидат фер, слободни и демократски. Процесот на прочистување на избирачки список е перманентен. Имаме сомнеж за преку 35.000 неавтентични лични карти кои што ги издало Министерството за внатрешни работи во периодов наназад од 10 на 11 години, додека со него раководеше Гордана Јанкуловска. Тој процес како таков мора да продолжи и после овие избори, независно од се. Ваквиот избирачки список може да гарантира минимум услови. Не значи дека е апсолутно точен, меѓутоа, кај ова владеачко мнозинство не постои минимум политичка волја работите да се средат. Очекувањата дека Никола Груевски и ДУИ ќе ги средат работите кои што намерно ги направиле и во форма на криминал, и во форма на изборна кражба, едноставно се нерационални. Затоа го сведовме тоа на еден минимум и тој минимум е доволно добар за да може да одржиме избори. Не се плашам од земјотреси. Молам? Па мислам дека осознавањето на политичката реалност, загубењето на политичката моќ и власт на престојните 11 декемвриски избори придонесуваат значително да се припотресе Никола Груевски.